Нов смртен случај од западно-нилска треска во Македонија. Се работи за 73 годишен пациент од општина Аеродром кој 22 дена бил хоспитализиран на инфективната клиника. Уште од старт тој бил со тешка клиничка слика и придружни болести кои го отежнале лекувањето. Со ова бројот на починати пациенти од овој вирус се искачи на 5. Тешка клиничка слика и доста сериозни придружни заболувања кои придонесоа за тежок тек и неповолен исход. Пациентот е на клиниката вкупно 22 дена. Од почеток на прием беше во изразито тешка состојба и беше сместен во одделот за интензивно лекување и беше на респираторна поддршка, тоест на меаничка вентилација. Во моментов на инфективната клиника се хоспитализирани 21 пациент, од кои кај 18 е лабораториски потврдено присуството на вирусот со развиена невроинвазивна форма. Од останатите во тешка општа состојба се уште 4 пациенти за сега, кои се лекуваат во одделот за интензивно лекување, додека другите пациенти се во одделот за невроинфекција. За тројца се уште се чекаат резултати. Вирусот Западен Нил коси низ Европа. Македонија и медитеранските држави не се единствени кои ова лето ги бројат заразените и смртните случаи од овој опасен вирус. 12 европски земји пријавиле локално пренесени случаи на вирусот од стартот на годината, што е повеќе споредено со истиот период лани. Европскиот центар за превенција и контрола на болести пријавил дека освен во Македонија, Србија, Албанија, Косово, Грција, Италија и Шпанија, заразени од Западен Нил има и во посеверните области во Германија, Франција, Австрија, Холандија и Романија. Најмногу заболени има во Италија, дури 311, кои биле регистрирани во 46 региони. Особено погодени се реоните околу градовите Милано и Падова. Грција се наоѓа на второ место со регистрирани 157 случаи на вирусот во 17 региони. Најголем број заразени има во околината на Атина, Лариса и Иматија, јужно од градот Воден. Погодени се дури 99 европски региони. Она што загрижува е дека Западен Нил за прв пат е регистриран во здравствените центри во 21 регион ширум Европа. Во истиот период минатата година имало значително помалку случаи. Лани 9 европски земји пријавиле инфекции во вкупно 67 региони. Повеќето инфекции со вирусот се јавуваат за време на сезоната на комарци, од пролет до есен. Врвот на заразата очекувано е токму сега, односно тогаш кога е најжешко во периодот меѓу јули и септември. Европскиот центар за превенција и контрола на болести очекува повеќе случаи со оглед на тоа што топлото време е во самиот пик, а во многу држави температурите достигнаа 40 степени. Центарот ги повика европските држави да го зајакнат својот капацитет со прекогранична соработка и интегриран пристап за следење на популациите на комарци, информирање на јавноста и целни мерки за контрола, земајќи го в предвид влијанието врз животната средина.